Спортот ги обединува младите од целиот свет, презентира националниот проект за промоција на физичка активност, здрави навики и ментално здравје. На оваа тема зборуваме со професор доктор Владко Неделковски, декан, и професор доктор Иван Анастасовски од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Рековме, ова издание на Македонија наутро го посветуваме малку повеќе на спортот. Проектот е иницијатива на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Беше промовиран кај претседателката на државата и во него учествуваа дечиња од предучилишна возраст, ученици од основно и средно образование. Која беше неговата цел? Така е, овој проект е предлог од произлезен од нашиот факултет во соработка со останати институции кои што се надлежни секој во својата сфера. Идејата е да поттикнеме физичката активност на децата и во предучилишна и во училишна возраст, посебно за време на престој во училиштата. Сметаме дека тоа е одлична шанса да можеме да зголемиме физичката активност не само преку часовите по физичко, туку и со секакви можни други активности за нивниот престој додека се во училишта, а не се малку, таму се престојуваат повеќе од 7 до 8 часа. Тоа е проект сличен на проекти кои што се случуваат веќе во нашиот регион и главна цел е пред се да се подобри здравствениот статус, психолошкиот, односно мотивацијскиот статус на децата, да намалиме дебелината и да ги превенираме факторите за деформитети, рамни стапала, диабетес тип Б и така натака, нешто што е реалност кај нас. Статистиките кажуваат дека нашата детска популација е во рамките на просекот на Европа, меѓутоа во горната половина, во полошите сме, во типот на и степенот на дебелина, така да главната цел е да ги ослабеме условно децата за некои 15 до 20%, што ќе превенира многу други ситуации кои што ни се појавуваат и ќе превенира и ќе заштеди многу средства во здравствениот систем, ќе подобри функционалноста и ќе подобри економијата во иднина. Професор, често сме зборувале на тема ментално здравје кај спортистите. Ова е навистина осетлива тема, меѓутоа е тема на која што постојано треба да предупредуваме. Јас пред да одговорам на вашето прашање, само сакам да го надополнам нашиот декан, оти хронолошки секогаш физичката активност или спортот како средство за социализација бил таргет на претседател на кабинетот на претседател на државата и во време на претседателот Ѓорѓи Иванов исто така се работеше проект сличен ова кој беше во делот на социализација. Денес кога што го прави нашиот факултет со нашето раководство повеќе е насочено кон физичката активност и здравјето на децата, оти тоа беше следствено и промената на називот на факултетот од физичка култура во физичко образование, спорт и сегментот здравје кој е многу важен. Сега, кога говориме на тој сегмент здравје, во последно време многу често се споменува релацијата помеѓу менталното здравје пред се и спортот и спортистите. Ако земеме реално да разговараме и да дебатираме, спортот, спортувањето или физичката активност е едно од најкорисните средства или методи за одржување на нашето ментално здравје. Ако гледаме од тој аспект, и јас сум убеден, еве и себе се земам како пример, човек кој го користи физичката активност, трчањето, џогингот, пешачењето, за да го одржува собственото ментално здравје. Како пример тоа го говорам, а претпоставам многу наши граѓани, особено деца, го доживуваат тоа во својот децата во фаза на растот, возрастните поради околностите и сплетот на сите околности кои ни се случуваат во општеството, наоѓаме начин како да се справуваме со нашето ментално здравје. Првата линија ви се таблетите, медицината која ќе ви одреди одредени таблети и вие тоа морате да го правите. Но ако сакате превентивно да се делува, тогаш најпрепорачливо е физичката активност. Ајде, спортувањето е сосема нешто поинако. И кога говориме за спортување, тука може да се земенат преварување и ред други работи кои доаѓаат со таа спортизација, но физичката активност и вежбањето е достапно до секој еден граѓанин. Сега,
Она што вие исто така го најавивте, таа релација помеѓу одржувањето на физичкото менталното здравје и спортистите или менталното здравје кај спортистите е многу битен сегмент. Затоа во секој сериозно развиен спортски колектив постојат професионалци кои се грижат за менталното здравје на самите спортисти. Оти да бидеме реални, многу млади луѓе денеска имаат собствена професионална кариера, каде што изработуваат добри количини на финанси и многу од нив можеби и не можат да се носат со тоа. Тоа представува одредена тежина. Можеби домашното обкружување, семејството во тој контекст не може да им помогне и затоа големите спортски колективи преземаат таква активност да ангажираат специјалисти, стручни лица од делот на, ајде да кажеме, психологијата, кои се занимаваат со таа работа, за да ги држат во таа ментална кондиција спортистите. И затоа таа тема станува многу актуелна. И не знам, таа гранка, знаете како, многу се развива во последно време, особено во тој професионалниот спорт. Затоа јас направив една градација помеѓу рекреацијата и учеството на секој од нас во физичката активност, во физичкото вежбање ради собствени потреби како одржување на менталното здравје и од друга страна потребите на спортистите, особено младите спортисти на кои навистина им е потребен ментален компас како да ја одржуваат својата професионална кариера и од тоа да заработуваат, да прават резултати и од тоа да заработуваат добро. Професор, уште еден предизвик е и гојазноста кај децата, посебно кај новите генерации, нормално. Во заклучокот стои еве и кај вас дека нормално со намалување на дебелината или гојазноста ќе се намалат деформитетите, помалку отсуство од училиште, нормално ќе израснат во нормални работоспособни идни граѓани на оваа земја, се разбира, не само кај нас, туку зборуваме генерално за младите генерации. Како стои ситуацијата со гојазноста кај децата кај нас? Така е, значи, ние за да можеме да зборуваме за било каков вид на спорт, мора прво да зборуваме за здрава основа, односно за здрави генерации. Кажав и претходно, значи, во делот на статистиката, на ниво на Европа сме во некој просек, во горната полоша половина, да кажам, некои 37% на гојазни деца, што е многу, и со тенденциите на Министерството за образование за целодневен престој на сите ученици, посебно во основните училишта, од 1 до 9 оделение, значи од утрото од 7:30-8 до кај 16:30, 17 часот, се поставува задача за нас како струка да овозможиме што повеќе физичка активност, затоа што децата не се под контрола, калорискиот внес можеме да го контролираме и тоа е исто битен фактор. И во соработка со родителите, заедно со медиумски кампањи за подигнување на свеста, мислам дека многу лесно можеме да дојдеме до тој момент на условно ослабнување на нашата популација со сите превентивни придобивки кои што тоа ќе ги има, кое што потоа ќе биде предуслов да ние можеме да зборуваме за спорт и дај Боже за врвен спорт и за резултати од типот на оние кои што ги имавме вчера во ракометот на средноучилишното светско првенство, на кое што бевме домаќини. Само сакам да прашам, може ли, например, имам иницијативи практично за оддалечување на казина од образовни институции? Може ли тоа да се случи и со оние, како му доаѓа тоа, локали кои што пласираат брза храна? И мислам дека сме на добар пат, беше да ја подигнеме прво темата во јавноста. Така. Да се зголеми свеста за важноста на ова прашање, а таа јавна расправа на овие теми, не зборувам за стручни оддели за спроведување на активностите во училиштата, меѓутоа јавните кампањи, соработката со родителите, со училишните одбори и пред се со државата и министерството, одредени идеи на така се наметнуваат, има држави каде што имате вие данок на шекери, имате данок на брза храна и така натака, сето она што ќе ги демотивира прво да го консумираат, а доколку го консумираат, дел од тие средства да одат во овие проекти за превенција. Се уште сме ние на почетокот на овој проект, ама сигурен сум дека
вакви и слични, можеби подобри идеи ќе произлезат од целиот со да го процес. правец. Вака да го преформулираме да се одржува и бизнисот. Од фаст фуд да преминеме во софт фуд дуќанчиња околу школите, ако може така да се нарече тоа. тоа е некоја можеби друга тема. Системот се обликува со регулатива, регулативата доаѓа од позитивна пракса и во околината, а и во светот. Како земја сме многу успешни кога станува збор за спортот, спомена и деканот, вчера навистина голема радост за нашата држава, злато освоија во машка конкуренција на светското првенство во ракомет, девојките ни донесоа сребро, тие ни се гости по 9 часот, се разбира, ексклузивно тука во Македонија наутро. Председателката порача вежбајте го телото и умот. Тоа значи дека физичкото образование е клуч за успех на еден млад човек. Професоре, вие често исто така сте зборувале на оваа тема, како да ги мотивираме децата да спортуваат, да излезат од дома, да ги остават мобилните телефони, да ги остават компјутерите. Таа тема е многу актуелна во последните 5 години, ајде да кажем, не само во нашата држава, и во опкружувањето и пошироко. И гледате, според мене, она што како вработен на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, мене ме радува покрај таа образовна компонента која имаме ние да едуцираме студенти, да создаваме професори по физичко и здравствено образование од една страна, имаме тој научниот сегмент, но ова што еви раководството го прави во последно време, што ја посебно се радувам, е таа апликативна дејност која може да ја има нашиот факултетот, и сепак нашиот факултет ги има водечките експерти во разни области кои се поврзани со физичкото образование, физичката активност, со спортувањето и ред други работи. И тоа раководството сега треба многу умешно да го користи, и добро е што имаме ауторитети, како што е председател на нашата држава, кој се вклучува во одредени активности каде што сака и со личен пример да покаже дека треба да се вежба и треба да се користат, пак ќе кажам, благодетите кои ни ги дава. Не говорам во оние бизнис сектори како што се теретани и ред други активности кои ги користат луѓето, туку да се користат и природните ресурси за да ги убедиме децата, особено од школската возраст, да искочат надвор, да во даден временски период го остават мобилниот телефон, таблетот или компјутерот или игрите кои се компјутерски, и да ги користат благодетите на природата и бенефитите на физичката активност и физичкото вежбање. Тука нашата струка, тука нашиот факултет треба да има таа водечка улога, таа апликативна активност, заедно со разни институции, за да се организира што повеќе, ја би рекол, проекти. Ако се сеќавате добро, имавме проект за пливање за секој прводеленчев аеродром, кој беше доста масовен. И сега, ако можете да замислите, ако општините кои исто така ја имаат одговорноста не во професионалниот спорт, тие имаат законската одговорност во обособување на спортски активности и физичка активност, и ако градоначалниците си ја сватат сериозно таа улога, заедно со нашиот факултет и другите релевантни институции, да организираат проекти во тој контекст, да се на некој начин мотивираат младите деца, да се субвенционираат, да помогнат на родителите да почнат повеќе да ја сакат физичката вежба и физичката активност децата, отколку мобилниот телефон, што реално во пракса е многу тешко. Оти децата се големи зависници од мобилните телефони, но секој обид ќе биде позитивен од страна на вклучување на повеќе институции, но пак ќе речам, за мене во овој сегмент, што вие го кажувате, омасовување на физичката активност и на децата, на младите, се најбитни градоначалниците, кои треба да ја користат струката, факултетот, за да се обидеме да биде тоа што помасовно во секоја општина. И за крај на овој разговор е едно прашање последно од деканот. Спортот е сигурен пат до здрави генерации. Која е вашата порака до идните генерации кои што сакаат да се запишат на вашиот факултет? Зошто да го одберат? Затоа што сме најдобри. Ќе биде нескромно да кажеме. Значи, општеството се развива, технологијата се развива, начинот на живот се менува многу брзо. Вештачката интелигенција и како напредува и сигурно ќе биде клучен фактор во новиот живот, нови генерации кои што доаѓаат. Меѓутоа, физичката вежба ќе остане незаменлива.
И затоа тука перспективата и на нашиот факултет, на оние кои млади кои што ќе се определат за спорт или за студирање на нашиот факултет во било кој од програмите за професори по физичко или тренери во одредени спортови, сум сигурен дека нема да сгрешат и дека во годините што доаѓаат ќе бидеме многу битна струка, се надевам во делот на спортот и рекреацијата, а помалку во делот на превенцијата и патологијата. Да, како експерти во својата област постојано сте присутни, истражувате, многу теми имаме и понатаму се разбира за разговор. Тука го завршуваме ова ваше гостување и ве очекуваме повторно да ни бидете гости во Македонија наутре. Благодарим. Благодарам за поканата.